Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Цветан Трипуновски, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство. Добре дојде. Благодарам на поканата, добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на овој Надкаст. Министре, во моментов имате новитети во министерството, зборуваме за програма. Многу страсти кај одредени луѓе можеби се пробудија бидејќи не ги познаваат, но еве во основа да започнеме со тоа, кои се новитетите во програмата? Токму така, покрај анализите кои што ги сработивме во текот на 25-та година, се појави потреба за одредени корекции во делот на субвенционирањето во македонското земјоделство. И од таму произлезе потребата за новата програма да имаме одредени новитети, би ги нарекол. Благодарам на поканата ви уште еднашка да појасниме за кои се тие новини, што значат тие новини, која се категорија на земјоделци се офатени, а кои ќе бидат елиминирани, што оваа програма малку дава една смерница во делот на тоа да парите завршуваат кај оние кои што вистински произведуваат и учествуваат во земјоделскиот процес. Љупче, во делот на програмата за директни плаќања или класично наречена субвенциите, една од новините е условеноста за 30% од тоа што се обработува, односно произведува, да биде предадено дали во откупен регистриран преработувачки центар, дали за сопствените капацитети доколку постојат како евиденција, бидејќи имаме и земјоделци кои што имаат, да речеме, посебни РБО за сточен фонд кој што храната употребуваат, или ја продаваат на друг земјоделец кој што има регистриран капацитет за во делот на сточарството. Ова го правиме затоа што теренската контрола која што ја предвидува самата работа на платежната агенција, сакаме да ги споиме и да ги вмрежиме во делот на условеноста со предадено 30%. На тој начин секој некој што можеби нема да се стигне да се посети теренски да се исконтролира или преку сателитските снимки, ќе го следиме процесот дали има предадено земјоделско производство во некој од центрите кои што се регистрирани и на тој начин ќе докаже дека навистина ја обработува површината. А од друга страна, сите оние анализи кои што ги имаме направено е воочено дека дел од имателите на земјоделско земјиште, кои што не го работат истото, или го даваат на трети лица да го работат, го рентаат, класично речено, аплицираат за субвенции, користат субвенции од државата, а не учествуваат во процесот, а оној кој што им го зема во подзакуп или го работи нивното земјиште, дополнително плаќа рента кон вистинскиот имател на земјоделското земјиште и не користи субвенции. Мислам дека тоа е една класична неправда во целиот процес кон оние кои што навистина работат, а од друга страна е манипулација со државни средства кои што ги користат за неземјоделски цели и на тој начин со ваквата условеност правиме дистинкција помеѓу оние кои што работат, произведуваат, учествуваат во процесот и оние кои што можеби седат во некои удобни стамбени простори и чекаат субвенции од државата. Гледам сега вака во социјалните медиуми, по коментарите така натака. Генерално се тие најгласни кои што сега наоѓаат на забелешка нови новитет, меѓутоа ние сме решени да воведеме ред во целиот сектор. Сепак овие 100 милиони евра и повеќе кои што се делат во текот на годината, првенствено треба да завршат кај вистинските земјоделци, велам вистински, оние кои што навистина учествуваат, независно дали има основна дејност или дополнителна, меѓутоа учествуваат сериозно во процесот и треба тие пари да завршат таму затоа што овие 15 на години како се воведени субвенциите, гледаме дека анализите покажуваат имаме и падови во делот на производството, имаме намален сточен фонд и така натака, а средствата секоја година се одлеваат. Анализата покажа дека скоро 1 милиарда 800 милиони евра се дадени во делот на субвенции, а македонскиот аграр некако поготово последнава декада има сериозен пад во делот, затоа правиме ваква една модификација на програмата за овие пари да завршат ке тие навистина што им треба за да им биде дополнителна поддршка или олеснување во целиот процес. Втората новина која што се воведува оваа програма е подкревање на праговите за кој тоа да може да биде корисник на субвенции. Површината за овошни лозови насади од 0,2 е подкрената на 0,5 хектари или 5000 метри квадратни. Во делот на полјоделските култури од 0,5 е подкрената на 0,7, односно 7 декари или 7000 метри квадратни. Во делот на сточниот фонд до сега се субвенционира и 1 и 2 и повеќе крави. Сега е ставено да почнува субвенцијата од третата крава нагоре. Во делот на овчарството иста бројна состојба, 30 минимум грла, сега останува програмата 30. Во делот на козарството
Порано беше 10 минимум, сега идеме на 30 и во делот на пчелните семејства од 10 на 30. Овдека сакаме едно појаснување. Сите оние кои што биле до сега или ќе бидат под овие прагови, нема да бидат елиминирани од субвенции наредните 2 години. Значи, многу е важно ова за да биде доловено од оние кои што ќе следат емисијата. Ќе бидам пластичен во еден пример. Ако сега некој лозар има, да речеме, 2 декари лозов насад и користел субвенции до сега, во новата програма велиме 0,5 е минималната површина. Со тоа што наредниве 2 години, 26-та и 27-та, ќе му дадеме преоден период и ќе ги зима истите субвенции како и претходните години, со тоа што треба да знае од 28 година ќе нема да може да користи субвенции ако не дојде до прагот 0,5. Затоа велиме овој период од 2 години ќе биде транзиција за да не биде арест, тоа сме го комуницирале со земјоделците, за да ги припремиме да ги подкрепиме праговите. Можеби некој лозар, сточар, полјоделец и така натака ќе одлучи, сопствената одлука ќе му биде да остане на праговите заради тоа што сака да произведува за сопствените потреби, не сака да учествува на пазарот со производи и така натака, тоа е сопствена одлука. Меѓутоа сите оние кои што во моментот се наоѓаат под праговите ќе имаат период од година-две зависни од секторот да се прилагоди на новите прагови. Целта на оваа новина е да зголемиме продукција на земјоделски производи. Во најголем дел ги задоволуваме домашните потреби, меѓутоа целта на министерството, на владата е да зголемиме и продукција на земјоделски производ кои што ќе одат за извоз од надвор од нашата држава, затоа што на тој начин пак се има девизен прилив. Целта е овие предуслови како држава, вода, почва, сончеви денови во текот на годината да ги искористиме максимално, да зголемиме продукцијата на храна во нашата држава. И ова е втората новина. Значи, да повторам, нема опасност како што сега, нели, опозицијата во една хаотична состојба внатре-партиска сака да го искористи моментот, не знам, ќе се скрателе 40 милиони евра за земјоделците, што апсолутно не е точно. Ќе бидат елиминирани малите земјоделци, леле ќе згаснат и така натака, што апсолутно не е точно, само ги усмеруваме да преидат во некоја посериозна фаза на производство. Така да ова е втората новина која што ја воведуваме во оваа програма. Дополнително на овие мерки во рамки на контролниот механизам кој што ги има платежната агенција, ќе ги ставиме во функција и земјоделските инспектори кои што постојат од Државниот земјоделски инспекторат, ќе преземат дел од контролите се со цел да ја зајакнеме максимално контролата на терен во делот на физичките контроли кај самите корисници на оваа поддршка, затоа што верувајте практично е невозможно преку 20, односно 60.000 се извинувам апликанти на земјоделски субвенции да ги посетиме во текот на тие 365 дена, затоа се прави комбинација помеѓу условено со предадено, со теренски контроли, сателитски снимки, за да се елиминира злоупотреба. Верувајте, се движам низ цела држава, нема село каде што не сум го поминал. Ќе видиме и земјоделски површини кои што не се обработуваат, а сакаат да користат земјоделски субвенции. Ќе видиме дека некој можеби, ќе ви споделам еден пример за да бидам кристално јасен према публиката. Ние имаме ситуација каде што некој фармер, во наводници фармер, во текот на 24-та не пријавил сточен фонд за субвенции, во текот на 25-та, во 23-та не пријавил, во 24-та пријавил огромен број на сточен фонд, како имател на стока, поточно овци, да бидам попластичен, и во 25-та повторно нема овци. Тоа значи дека некој се обидел да го изманипулира системот, откриене случајов, само го споделувам какви манипулации се обидуваат да прават. Значи, набавена некоја стока која што се аплицира да се земат субвенции наредната година нема, се постава прашањето дали воопшто е набавена таквата стока. Ова е еден пример кај што сме го откриле, а можеби кој знае колку има кои што не сме успеале да ги исконтролираме. Затоа велиме условеност со предадено производство и физичките контроли кои што ќе бидат на терен. Со ваквата реформа, Љупчо, мислам дека ќе заштедиме пред се средства како држава кои што се одлевале ненаменски. Тие нема да бидат скратени, него напротив ќе бидат дадени кои што на оние кои што навистина учествуваат во земјоделскиот процес. Тие пари исто ќе завршат и ќе има дури повеќе пари за оние кои што вистински работат во секторот. Така да оваа програма сега која што ја воведувам и веќе е во сила донесена на една од седниците на влада,
ќе значи условеност и насочување кон вистинските производители на храна. Не оние кои што седат и чекаат едноставно да во текот на годината им дојдат некои прилив на средства кои што ќе значат, нели, не сработено, а едноставно да искористат некаков бенефит од државата, и верувам дека и гледам дека најголем дел од нив сега и се најгласни во делот на социјалните медиуми, критикуваат и така натака. Митоа мислам дека треба да истраеме, и јас сум решен да ваквата реформа почне, затоа што со текот на годините ќе го видиме и ефектот од истово. Може би во првата година ќе се осети во делот на сточарството, меѓутоа во делот на останатите култури, јас сум убеден дека секоја слободна земјска површина ќе биде ставена во функција и ќе бидат мотивирани многу луѓе да влезат во процесот. Во интерес на вистината, на ваквата реформа, кај оние вистинските производители на храна е пофалена. Затоа што они, знаете, во едно село се следи. Кој работи, кој не работи и така натака, и коментарот е следен. Редно беше и тие што не работат да им се скратат овие пари кои што ги земаат од државата, а ние кои што работиме да го делиме колачот со нив. Така да, сега ќе има повеќе за нас. Беше јавна тајна дека има страшни малверзации со субвенциите. Тоа беше буквално кажано јавна тајна, сите што ја знае овие минати 7 години на онаа другата власт. Овие чекори кои што ги споменавте, сите се кон тоа за да се стави крај, како што кажавте и самиот, на она што се случуваше, на она безочно манипулирање и трошење на државни пари, а резултатот буквално кажано нула, односно полни џебови само на оние кои што сега се најгласни. Направивте многу анализи, претпоставувам, и проверки на терен за да дојдете до заклучоците и до овие чекори кои што треба да бидат буквално кажано еден вид исто така на не субвенција, но сепак поддршка на вистинските земјоделци и сточари. Така е, уште еден пример во делот на злоупотребите со земјоделското земјиште. Од првиот ден и формирањето на владата влеговме во еден сериозен процес на контрола на сите договори, почнувајќи од последните према назад, бидејќи индициите говорат дека тука се најголемите злоупотреби направени и податоците на вистина се поразувачки. Корисници на големи површини кои што не се обработуваат, користеле субвенции од државата, а истото земјиште го давале во подзакуп на оние кои што, да речеме, во атарот на селото молеле за дополнителна земјоделска површина. Безброј договори раскинати, илјадници хектари ослободени, кои што век сега и во наредниот период со нови јавни повици и огласи ќе го ставаме на располагање кај оние кои што сакаат да обработуваат. Меѓутоа, еден од ресурсите кои што го користат од државата, а замислете, законот предвидува за луѓе помлади од 40 години да бидат ослободени 3 години од плаќање закупнина како олеснителна околност за да влезат младите луѓе во процесот. Мито оние кои што сакаат да манипулираат со системот, наоѓаат некој млад човек кој што го ставаат за управител во фирма и така натака, аплицираат, го добиле од претходната власт на користење. За такви примери, знаете, ја поднесов и официјални представки до обвинителство, до Министерството за внатрешни работи за постапување. Значи, користат такви млади луѓе, 3 години не плаќаат ништо на државата, значи постапна закупнина, тоа се илјадници евра, тоа се стотици илјади денари кои што требале да влезат во буџетот на државата, го давале земјишето под закуп, а користеле субвенции. Тоа е класична неправда, тоа е класичен злоупотреба на системот, на државните пари и така натака. Сакам да кажам дека во делот на контролите кои што ги правиме како институции, во делот на распределбата и следливоста на договорите кои што ги имаме склучено со одредени субјекти ќе продолжи во наредниот период. Тука има една ситуација да во минатото се делело земјоделското земјиште со предмет на инвестиција. Што значи тоа? Тоа значи дека ако некој аплицирал за 100 хектари и понудил бизнис план дека ќе подигне, не знам, долгогодишен насад, ќе инвестира во модернизација на процесот, механизација, ќе изгради, не знам, сместувачки капацитети и така натака, речиси во 90% љупче од контролите кои што ги имаме направено кај овие субјекти, имаме непочитување на бизнис планот, односно неисполнување на обврската од инвестицијата, и таму идеме со раскинување на средства, дури во некои случаи со поврат на средства ако искористиле некоја дополнителна поддршка од државата. Сакам да кажам, класичен механизам на
злоупотреба со овој ресурс, посов на давања, немање возврат никаков ниту во секторот, ниту во државата. Комплексна е материјата, велам, нема да застанеме во делот на контролите и кај оние кои што можеби во мојот мандат склучиле земјоделско земјиште. Ние не правиме селекција, меѓутоа секаде по анализа на ризик идеме со контроли и тој процес ќе трае во континуитет, затоа што ресурсот земјоделско земјиште како најбитен во земјоделскиот процес треба да заврши во рацете на вистинските производители на храна, односно на оние кои што на вистина имаат сериозна и желба, и мотивација, и ме потреба за да произведуваат во земјоделскиот сектор. Добивте критики, како што кажавте, од опозицијата, особено околу делот од зголемувањето нели на бројот на грла и земјиште и сето тоа дека ќе ги уништите малите земјоделци, меѓу другото, од онаа партија која што доколку останеше на власт, верувам, ќе имавме најголемо производство и како што имаме за жал поради нив на марихуана во државата, само тоа пркна во тие 7 години. Имате исто така замерка дека не ги исплаќате субвенциите. Критика е една конкретна, секојдневна да не речам, но каде и да се појават, го зборуваат тоа, еве, зошто не им ги исплаќате субвенциите на земјоделците? Тие сега што критикуваат на реформите кои што ги правиме во секторот, наместо да ги поздрават, ги критикуваат. Ако размислувале државнички во интерес на државата, на секторот, на земјоделството како една од битниве економски гранки, ваквите реформи, ваквите злоупотреби треба да ги почнат многу порано. И тоа не ги почнале. И затоа се наоѓаме во ситуација така како што се наоѓаме. Мислам дека треба да знам дека имаат и внатрипартиски проблеми и така натака, меѓутоа на секоја добра реформа треба да смогнат храброст и да ја поздрават. Затоа што ова не се прави за одредена политичка гарнитура, ова се прави реформа во секторот за да се постигне некое ниво на производство на храна. И ова, верувајте, многу европски држави, па и во регионот го имаат направено многу порано од нас. Правевме анализа, споредувавме, компариравме со останати држави, ова го имаат направено многу порано од нас и успесите и резултатите се неминовни. Жалам што некој претходно од моите колеги, претходни министри, не почнал ваков процес, за денеска ние да зборуваме за некоја дополнителна новина која што ќе значи уште поголем успех во овој сектор, меѓутоа тоа што е, ние сме решени да воведеме ред и да поставиме една јавна дистинкција, односно оние кои што работат, произведуваат, за разлика од оние кои што манипулираат. Во делот на исплатата на субвенции, апсолутно не знам и нивниот лидер кој што сега очигледно не го спремиле добро за медиумските настапи и мислам дека премногу несериозно е да го пуштат низ вода, меѓутоа тоа се нивна работа. Да беа крајно коректни и да беа насочени во делот на економско, односно домаќинско управување со државните пари, ние денеска немаше да имаме потреба толку да исплаќаме субвенции од претходни години кои што сме ги наследиле. Него ќе идевме во процесот да го, продолжиме во еден континуитет. Знаете дека 24-та година со промената на власта, со ребалансот на буџетот и со дополнителното пренамена на средства во декември месец, беа обезбедени над 37 милиони евра дополнителни средства во тековната програма за исплата на заостанати обврски. Тоа продолжиме да го правиме во 25-та и во 26-та имаме уште ставки од претходни години, зборам 22, 3, 4 година, каде што исплаќаме такви заостанати обврски и паралелно го движиме и постојниот процес, односно тековното исплаќање на субвенциите. Да скратам, владата предводена од премиерот Мицковски, министерството, овие 2 години покажа на вистина дека сакаме да го враќаме земјоделскиот процес во делот на тоа како било во минатото, односно да имаме зголемена продукција. Така ќе продолжиме во наредниот период. Застој во делот на исплатата нема, ниту ќе има во наредниот период. За потсетување, ние изминативе 20 на дена како што ја донесовме програмата на 4-ти, 2 овој месец, веќе во првата тура се исплатија лозарите околу 12.500 лозари, дополнително овоштарите се исплатија во делот на субвенцијата или се исплати вкупна сума околу 13,5 милиони евра субвенции кон овие 2 категории. Во наредниот период веќе се направена е план на исплата на останатите категории во делот на сточарството, во делот на млекопроизводството, ќе дојде тутунот и така натака, полјоделците, значи еден гантограм на активности во наредни месеци како треба да се исплаќаат субвенциите со цел да
парите стигнат навремено кај оние кои што обработуваат во процесот и дополнително се работи на тоа да се исплатат и оние заостанати обврски. Верувајте, во делот на заостанатите обврски покрај неисплатените имаме ситуации каде што има пресуди по однос на тужбени барања и така натака, каде што исто треба да се сервисираат према земјоделците. Мислам дека опозицијата треба да следи од страна и да учи како навистина се работи во секторов, како домаќински се работи со буџетски средства, а од друга страна треба да бидат и самокритични дека државата во нивниот мандат ја презадолжија, создадува многу обврски кои што треба ние сега како владена гарнитура да ги враќаме тие нивни обврски. Парите ги потрошија, гледаме на какви се криминални дејствија, а не и за стабилизација на секторот, така да и оние мои претходници ако навистина се грижеле секторот, немаше да имаме една ваква катастрофална состојба, и тоа е тоа. Секогаш кога ВМРО е на власт, ја стабилизира државата, секторот, Министерството за земјоделие е едно од тие чинители и ние така ќе продолжиме и во наредниот период. Земјоделците не треба да бидат загрижени. Тука е Министерството, отворени се вратите за секој еден поединец, секој едно здружение, за да комуницираме, наоѓаме заеднички решенија, меѓутоа и да воведуваме ред во делот на злоупотребата, како што го зборевме изминатите минути. Меѓу другото, субвенциите се измишлјотина што вели народот, токму нам претходната влада на ВМРО ДПМН во време на СДСМ такви работи немаше за жал, но уште една работа за која што има критики е субвенциите на тутунопроизводителството. Дали имаме намалување на субвенциите или ситуацијата сепак не е така едноставна? Видете, изминативе неколку недели се обидува структури кои што се блиски до опозицијата да наметат некаква тенденција за немир помеѓу тутунарите. Општо гледано, простете што ве прекинам, секаде на секое поле, но се обидуваат можеби најсилно во земјоделието. Да, тука се синдикатите и земјоделието им се таа полуга што ја користат. Да, прочитана книга се Лјупчо. Значи луѓето не забораваат какви се години имаше додека СДСМ беше на власт во земјоделскиот сектор. Какви се протести, истурење на родот, цени и така натака. Денеска ние можеме да се пофалиме не заради тоа што сакаме да бидеме егоистични, да се фалиме сами себе, него бројките тоа го говорат. Погледнете ги кварталите од 25-та година со каков раст идат во делот на откупот и продажбата на земјоделски производи. Поготово последниот четвртиот квартал. Погледнете ги извозните бројки во делот на извоз на земјоделски производи. Веќе паѓа во вода моментот дека Македонија е увозно зависна од храна. Кога ќе кажете увозна зависност од храна, тука влегуваат и преработки од храна, и пијалоци и така натака. Меѓутоа, кој ќе ги погледнете примарните земјоделски производи и преработките, ние сме извозно ориентирани. Ние имаме тука зголемување во делот на тој сегмент. Ние не сме повеќе увозно зависни на свежа храна. Тука морам да споменам и кампањата Македонско најдобро, која што ќе продолжи во наредниот период, која што ја потскрева свеста на домашниот потрошувач. Опозицијата да имаше барем малку сен за секторот, денеска ќе бевме во многу поразлична ситуација. Денес се обидуваат да ги манипулираат тутунарите, прочитана книга. Ќе ги манипулираат лозарите во делот на празникот Свети Трифун, гледам се појавија со ножиците во рака во тиквешијата, ќе закројували и така натака. Паѓаат во вода. Значи, во делот на тутунопроизводството ние имаме првин сериозен раст во квантитетот на производството. Имаме до сега обврската на Министерството на владата највисока откупна цена во делот на килограм тутун. Оваа година просекот стигна 419 денари, минатата година беше 400. За разлика во време на СДСМ кога се движеше од 160 до 214-250 денари, што се речиси дупло помалку од тоа што е сега. Во делот на субвенцијата со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт и во време на техничка влада во 24-та и 25-та интервентно ги покренавме субвенциите за првата категорија од 80 на 100 за да го стабилизираме секторот. Затоа денес имаме 26 милиони килограми откупен тутун, за разлика од 24-та кога беа некаде у 15 милиони килограми, значи речиси дупло имаме зголемување на продукцијата, зголемен број на површини, зголемен број на учесници во секторот, на време на откуп организиран, субвенцијата ќе биде исто така исплатена веднаш по завршување на законскиот рок, така да тој цел еден сектор е навистина на приоритетите во делувањето. Опозицијата користи механизми, наместо да биде коректор на власта, да сугерира нешто што е издржано, да биде, да речеме, коректор на процесите, они измислуваат ситуации како да
ќарат некој политички поен, што навистина први не е коректно, а втора се прочитана книга и мислам дека им се залудно потрошени и пресконференции, тези кои што ги пласираат во јавноста. Ние ќе си продолжиме во делот на тоа што го имаме зацртано како план на активности, да го стабилизираме секторот и навистина да имаме едни уште поимпозантни бројки во 26-та во споредба со 25-та. Веќе 25-та година ние се споредувавме со претходни години. Гледаме дека белезиме раст во сите квартали, во делот на извозот и така натаму продукцијата на храна. 26-та имаме сега борба со 25-та да биде уште поуспешна година. Хидросостојбата, односно водостопанството, исто така во вашиот ресор, таму наследивте тотален хаос на стартот, се сеќавам, немаше ни плати, ни бутур, како и во поголем дел од ресорите за вработените, но еве каква е состојбата сега со водостопанството и хидросостојбата која што е многу поврзана со насадите и целото земјоделие. Да, многу пати го имаме комуницирано тоа што го наследивме, да не сакам да се повторувам, една многу хаотична и лоша состојба во делот на хидрологијата, на институциите кои што работат од тој сектор. Ние моментов сега имаме еден сериозен прогрес во делот на реализација на проектот, односно кредитот од германската KfW банка. Оваа година ќе почнеме со реализација и теренски активности, односно веќе изградба на тие системи кои што се започнати. Нешто што беше мисловна именка во времето на СДСМ, проектната единица ја нема формирано што треба да го реализира проектот, да не збориме за другите работи. Овие година и половина сериозно се работеше, можеби невидливо за јавноста, меѓутоа административно папиролошки беа се средени сите активности, веќе 26-та ќе почнеме со реализација на терен. Тоа значи проширување на системите кои што постојат во државата со цел носење на вода до секоја една земјоделска површина. Дополнително, АД водостопанство, кој што е една од најповиканите институции во делот на управување со системите за наводнување акумулациите, има направено одреден план на активности кои што наредниот период ќе се реализираат. Целта ќе биде уште поуспешна сезона за наводнување од минатата година. За потсетување, ако правиме компарација, минатата година немаше протести на Овче поле, каде што беа стандардни како по шаблон се случува изминатите 7 години во време на СДСМ. Вода успеавме да донесеме до општина Лозово, можеби за почеток минимални количини, но сепак имаше, оваа година ќе се трудиме да биде уште поуспешна. Во делот на останатите региони и во делот на Кочани обезбедивме навремена количина на вода. Оваа година со сите капацитети и дополнителната опрема која што набави АД водостопанство ќе учествува од чистење и санација на каналите. Во моментов се работат неколку делници на санација на тие упропастени системи кои што сме ги наследиле, затоа што 15 април е почетокот на сезоната за наводнување. Сакаме да ја дочекаме уште поспремни за разлика од 25-та година. Добро е што хидролошката состојба во државата е во сериозна позитива, акумулациите се речиси полни, дел од нив се веќе и можеби испушта за да се направи нивелација на системите, односно количината на вода, така да од аспект на дали ќе имаме доволно вода за покривање на површините, да, системите се работат, така да мислам дека овој клучен сегмент во земјоделскиот процес ќе биде навистина на едно завидно ниво за да немаме проблеми во текот на годината. Се уште сме на почетокот на ова 2026, еве крајот на вториот месец, но кои се поголемите планови и активности што ги планирате за реализација токму во ова 26-та година? Што да очекуваме од вас? Видете, работиме на неколку фронта. Го спомнав делот со наводнувањето, каде што се работи на системите за наводнување и новите капацитети. Во делот на проектот модернизација во земјоделството, таму имаме почеток на активности за новите капацитети на платежната агенција, просторни капацитети. Сериозно се работи, ќе биде почеток на избор на компанија и почеток на градба на новата платформа откупниот центар во Скопје. Дополнително се работи на вториот откупен центар во Струмица, тоа е откуп на земјоделски производи и собирен центар. Министерството работи сериозно оваа година да го заврши процесот на дигитализација. Пред се тука мислам на државното земјоделско земјиште и пасиштата, да ги стави во една база на податоци, да имаме еден пресек колку парцели се дадени под закуп, колку се слободни, која категорија, за која намена и така натака, една следливост на сите тие активности и нормално она што ќе остане како слободно со една база на податоци да можеме да го ставиме во функција кај сите оние кои што сакаат да работат. Работиме во делот на серија законски измени кои што ќе значат олеснување на процесите, прилагодување према Европската унија. Тука би го спомнал законот за земјоделство и рурален развој кој што е во завршна фаза, ќе биде ставен во владина процедура, темелот на нашите процеси,
кој што со овој преоден период од 26 и 27 кој што ги споменав на почетокот на емисијата, ќе бидат основата за 28 да почнеме во еден нов стратешки период 28-35 каде што ќе се работат овие земјоделски процеси. Законот за органско кој што е прилагодување со Европската унија во делот на органското производство. Таму има дел олеснување, прилагодување кој што ќе значи подкревање на процентот на органско производство во нашето земјоделство и низ за други закони. Еве тука би ги споменал законот за вино, каде што ќе допрецизираме одредени работи кои што ќе значат во делот регулација на откупот на земјоделските производи, поготоа на винското грозје, кога треба да почне, дали треба да има одбитоци и така натака и така натака. Значи тој серија законски измени ќе треба да бидат олеснување на процесите или допрецизирање на некои пропусти кои што биле во минатото. Тука ќе продолжиме во текот на 26 година и нормално превентивно во делот на припрема на теренот за откупот на земјоделските производи. Јас веќе минатата недела имав еден подготвителен состанок во Струмичкиот регион. Знаете дека некаде за 15 дена ќе почне откупот на пролетната зелка, првата култура во текот на годината каде што се произведува одреден земјоделски производ. Спремаме терен за да годината биде уште поуспешно таа што беше минатата година. Да ве потсетам, минатата година од оваа култура цената не падна по 30 денари, што не се случило во историја на Македонија и по основ на извоз на овој земјоделски производ влегува над 30 милиони евра девизен прилив од една земјоделска култура. Затоа велам, работиме превентивно, спремаме терен заедно со откупувачите, земјоделците, правиме план како да се влезе во тој процес. Така да и тоа ќе биде една од активностите во наредниот период. Знаете дека во текот на годината имаме речиси земјоделски турнуси кои што влегуваат во делот на производството. Сега ќе почнеме со зелката, па ќе почнат другите култури, па ќе дојде жетвата, грозјето и така натака и така натака. Така да министерството во комуникација со земјоделските здруженија, со земјоделците останува во една постојана комуникација да ги превенираме одредени ситуации и нормално да продолжиме со се што било добро изминатиот период. После година и половина од прилика од доаѓањето на како министер во оваа институција, дали еве после 18 на месеци работите одат полесно од она што го очекувавте, можеби полошо, дали песимистички, оптимистички, како гледате на она што се случуваше, сеќавајќи се кога дојдовте пред година и половина, или сепак одат подобро можеби од она што бидејќи затекнавте хаос, да. Тоа е факт, да. Јас сум вас чест гостини, сме комуницирали во време на опозиција и со доаѓањето на власт. Можам да кажам дека првата година од преземањето на власта со сите оние предвидување што ќе начекаме беше многу пати полошо тоа што се најде како затекната состојба. Меѓутоа еве година и половина, речиси две од формирањето на владата, можам да кажам дека веќе се нивелирани процесите. Не велам дека нема проблеми кои што треба уште да се решат, меѓутоа за разлика од оној првиот ударен бран кој што беше многу лош и катастрофален, веќе се нивелирани процесите, раздвижени се и идеме во една позитивна тенденција. Така и ќе продолжиме во наредниот период. Сепак ние имаме мандат од граѓаните, од земјоделците, значи целата влада, премиерот, да покажеме како навистина се работи во делот на управување со државниот буџет, во делот на управување со процесите, затоа што јас го имам тоа кажано дека политиката е мерлива категорија, влегувате, треба да оставите даден плод во делот на работењето и да замините надвор од политиката. Меѓутоа мислам дека овие 2 години со оној труд што се вложи во делот на санирање на процесите во најголем дел е завршено, не дека нема проблеми, повторувам, има доста, меѓутоа сме на некоја, да речеме, постабилизирана состојба каде што можеме попредвидливо да ги движиме процесите. Благодарам што бевте мој гост. Зарем заврши времето, ама благодарам на поканата во секој случај. Ми беше чест. Да. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.